Програма наменета за целата публика. Не, Јангми, не сакам да чекам да слушам за тоа додека не стигнеме на училиште. Продолжи да зборуваш. Тоа е најдобрата книга во историјата, сваќаш? Не знам како успеале оваа книга за Фергус ја набела да ја напишат подобро од претходната. Но на вистина е... Добро, раскажи ми ја. Па, принцот Скези ја сразила на Бела со нешто, а таа е вампир што не може да излезе на сонце. Принцот Скези треба да се врати на планетата затвор поради тој тип. Па, пола тип, пола вонземјанин. А Фергус го каснал една од мрачните ларви на Скези, па станал зомби. Но посебен вид на зомби што излегува само преку ден. Значи тоа е зомпирска приказна. Тие сега се модерни. И така, Фергус и Анабела никако не можат да бидат заедно, без разлика колку нивните пријатели се обидуваат да им помогнат. А бидејќи Фергус не е тука да ја заштити, принцот Скези мисли дека може да хипнотизира Анабела за таа да го засака. За да се заштити, таа има само снимка од песна што заедно ја пееле додека Фергус се претварал во зомби. Навистина? Аха, таа заразна мелодија може да го претвори Скези во лигушка. О, Блајд, тоа е многу трагично. Се чувствуваш како да си ти во книгата додека ја читаш. Мораш да ми ветиш дека ќе ја преземеш. Ветувам. Провери си го мејлот, ќе прати поведната песна за филмот што го снимат според книгата. Колку е романтично. Не зборувај веќе, Јангми, без спойлери. Нема, јас. Блајд, што ти е тоа црвеното на лицето? Што? Оу, не, стануваш зомпир. Не смеам да се заразам, денес имам тест. Што не е во ред со Јангми? Седни сва чудно. Ќе проверам на интернет. 3 црвени точки во триаголник на челото. 3 точки во совршен триаголник на челото може да бидат симптом за Гери Бери? Тоа е лошо, звучи вкусно. Почнува со точки, предизвикува преосетливост на светлина, загуба на слухот и на крај гасови. Па, не дека сум нешто исплашена, но дали пишува дека Гери Бери е заразно? Многу. Гасови! Колку супер трагично. Помисли си на нештата најомилени и оствари ги. Замисли си го местото каде може свој да видеш ти. Ние среќни сме, ние своји сме. Во нашата продавница ние среќни сме, ние своји сме. Во нашата продавница. Најмалата продавница за миленичиња. Близко сум. Близко си да си го удриш носот. Ако мислиш дали си близко да не допреш за твоја несреќа, одговорот е не. Аха, ве слушна Фенилинки Сунил, што ми дозволува да ве лоцирам според триаголен вектор во кој може би сте вие... Тресна во зидот. Како ти напредува векторското чудо сега, Расел? Да, изгледа прилично силно го извекторира зидот. Ова е ужасно, катастрофа! Не можам да опишам со зборови што чувствувам. Можам само да се изразам себе си. Нестанцување. Што е толку ужасно и катастрофално? Блајд се заклучи во собата бидејќи не сака да не зарази. Блајд е болна? Можно е да има Мери. Гери Бери. Гери Дери? Па, не знам што е тоа, па ќе заклучам дека сите се, како да речам, лоши. Па, мора да направиме се што можеме за да ја помогнеме на Блајд, дури ако не ни дава да ја видиме. Ау! Пенилинг, што се случи? Ме боцна со твоите боцки. Не беше намерно, баш ми е жал. Расел, ова често се случува во последно време. Како можеш? Докажи.
Леле, го повлекувам зборот. Мојата колекција боцки е се поголема. Не разбирам. Последниве неколку дена изгубив многу боцки од непознати причини. Борете, Расел, добро сум. Не, Пенилинг, ветувам дека ова веќе нема да се случи. Ви давам збор дека ќе дадам се од себе, веќе никого да не повредам. Ајде, бе. Блајд, како тоа ти си во карантин? Тате, најдобро за сите ако останем тука во наредните 24 часа. Тогаш ќе знам дали имам Гери Бери. Чери Гери? Не Чери Гери, Гери Бери. Веќе сум осетлива на светлина, на веб страницата пишува дека луѓето со Гери Бери губат слух, а јас слабо те слушам. Носиш скијачка капа? Што? Тргни ја скијачката капа! Да, многу подобро те слушам. Што мислиш како го доби ова Гери Бери? Па, се сеќаваш на бомбоните што ми ги донеса од онаа чудна странска земја? Мислиш Англија? Блајд, тоа беа мастики. Чудни англиски мастики. Ако не се чувствуваш добро, треба да останеш дома. Имам состаноци на аеродромот, но ќе дојдам за ручек да те видам. Јави ми се ако ти требам, важи? Важи. Те сакам, тато. И јас тебе. Оздрави! Ова е глупаво. Кога би имала нешто друго да правам освен да се грижам. Ми фалат милениците. Сигурно сега лудо се забавуваат. Ова е ужасна ситуација, едноставно ужасна. Не дека Расел намерно се обидува да повреди некого? Да, но сепак не повредува. Јас би сакала веќе никогаш да не ме боцне со боцките, никогаш повеќе. Всушност, ако сите гласаме дека е во ред пак да не боцка со боцките, Никој од нас не го сака тоа, Пенилинг. Се прашувам зошто ги губи своите боцки. Се надевам нема да направи нешто лудо. Еј, здраво на сите! Тада! Ауч! Лоше си изгорел од сонцето. 3 збора за тебе. Крема за сончење. Тоа не се изгорени, Циминка. Црвената е боја за опасност, така? Се обои во црвено за сите да се пазат од мене. Многу ми е жал, Зој. Зар не виде дека сум обоен во црвено за да внимаваш? Јас сум куче. Не ја гледам црвената боја добро. Уште една за мојата колекција. Јас сум подвижна катастрофа. Што ми се случува? Расел ги губи боцките. Блајд се заклучи во собата со некоја мистериозна болест. Ова е премногу ужасно за зборови. Може ке се расположиме ако и направиме картичка на Блајд. Можеме да ги користиме боцките на Расел како молив. Еј! Од каде се појави ова? Населбава на вистина се менува брзо. Здраве, другари! Расел? Да, направив ограда. Не можам да излезам, никој не може да влезе, после тоа никој не може да се повреди на моите боцки. Имаш нешто против да пробам, Расел? Оди се до таванот. Расел, имаш ли храна таму со тебе? Немам, но гледајте го ова. Можете да ми ставите храна низ овој отвор? Многу импресивно, Расел. Може да зирнам натре. Суни, немој! Целата поинта да... Сунил, добра си? Добро сум, иако Расел изгуби уште една боцка. Фала. Ау! Расел, мислам дека треба да знаеш дека отворот на твојата ограда не беше доволно голем да ја собере мојата голема глава. Ова не оди баш најдобро. Може би треба да ја видиме Блајд. Таа може да ни каже како да му помогнеме на Расел. Но не можеме да ја видиме Блајд. Нема да не пушти внатре поради ужасната Гери Бери. Се сеќаваш? Кутрата Блајд. Кутре од Расел. Многу се грижам за двајцата. Не грижи се за мене, Пенилинг. Па, што мислите? Тоа е моден израз, нели? Со ова е заштитна фолија, нема да боцнам никого. Плюс ми помага да ја спречам загубата на боцки. Само напред, обидете се да пробиете. Ова е забавно. Да не лудуваме, Минка. Мора да признам, Расел, не мислев дека можеш, но конечно смисли добро решение. Да, сега никој нема да се повреди на твоите боцки. Го мириса некој тоа?
Мириса на попладневна ужина. Еј, другари! Гладен сум. Ова не е баш продуктивно користење на времето. Еј, можам да ја пресамам книгата за Фергус и Анабела на Јангми? Се надевам дека е добра како што вели. Се сомневам дека нешто може да ми ги тргне мислите од Гери Бери. Анабела плачела осамена, не само поради себе, туку и поради Фергус. Анабела се чувствувала целосно осечена од единствената работа што й била битна, единственото нешто што й било важно, соочувајќи се со страшната судбина. Исто како мене. Како добро ми легна ужинката. Расел, навистина требаше да дојдеш со нас. Ти носе фастатоци, но ги изедов додека се враќам. Застанете! Добар си, миличок? Не, ниједна од моите идеи не успеа. Изгледа ќе ги изгубам боцките, ќе продолжам да ве боцкам или ќе умрам од глад. Сигурно има решение. Само едно што ми паѓа на памет. Мора да ја напуштам продавницата за миленичиња. За секогаш. Не разбирам. Вратата е заглавена. Блайт, ни треба твоја помош. Пријатели, вие сте? Навистина мораме да разговараме со тебе, Блайт. Може да отвориме? Да, ќе биде добро да ве видам сите. Но чекайте, не смеам. Нема да поднесам ако ве заразам. Како можам да бидам сигурна дека не сте принцот Скези или неговите мрачни ларви кои ги имитираат гласовите на моите пријатели? Кој е принцот Крейзи? Би сакала да знам дали можам да ви верувам. Мислам дека е најдобро воопшто да не комуницирам со вас. Вие разбирате што се случува? Блайт, ние не сме тој принцот. Баш тоа би го кажала Итра мрачна ларва. Вам ви звучи чудно? Мене сите ми звучат чудно. Дајте ми да се обидам. Блайт, боба блайт, банана, боба блайт. Ве молам, оставете ме во мојата замислена тишина. Блайт, те молам, пуштине, се грижиме за тебе. А и ни треба твоја помош. На Расел му паѓаат боцките и постојано не боцка. Сака за секогаш да не напушти. И јас сакам да го видам. Неговите зомби празни очи и мувлосано лице. Но не можам. Не би преживеала на дневна светлина и не сакам да заразам некого. Блайт падна во, како се вика, Димитриус. Мислиш делириум? Не, знаме една игуана што се вика Димитриус, кога и да беше болен, целиот беше шуби-дуби. Го викавме лудиот Димитриус. Срцето на Анабела тивко напукна, а потоа се скрши. Знаела дека ако незините пријатели се пред вратата, ако ги пушти би значила нивна пропаст. Но ако бил принцот Скези, би можела да биде неизина. Анабела, мора да го видиш Фергус. Тој не може да живее без тебе. Колку и да го сакам тоа, никогаш веќе нема да го видам Фергус. Или било кој од вас пријатели. Нема да ја пренесам болеста на никого. А ако си ти мрачен принцу, нема да наседнам на твојот трик и да ти го предадам моето срце. Вау, таа сериозно е дефинитивно Димитриус. Ти реков. Кутрата, Блайт, може би звучи така чудно поради Гери Бери. Се надевам не е толку болна да не ни помогне да го спречиме заминувањето на Расел. Но ако не сака да ни ја отвори вратата, ќе мора ние да најдеме друг влез. Од сите идеи што можеме да ги смислиме, сигурен сум дека оваа не е меѓу најдобрите. Цулил, престани да се грижиш. Можам да одам под зидови, па тесниот раб не е толку страшен. Лепливи нозе ми е средно име. Мислев средното име му е Алфонсо. Вини, помалку зборување, повеќе одење. Само да се брзало, аман веќе. Анабела се загледа низ собата од предпазливост, за да го спречи принцот Скези да влезе. Не можела да го тргне чувството дека заборавила нешто. Но што? Што? Еј, Блайт, дојдов да ти го донесам Фергус. Прозорецот! Принцот Скези би можел да влета со мрачна ларва. Како можев да видам толку наивна? Драг пријателе, ако навистина си ти, знам дека ми мислиш добро, но верувај ми, вечната тага и осаменост е мојата судбина. Гуштер во неволја! Браво за трудот, Алфонсо.
Иако ова никогаш нема да го прочиташ бидејќи си зомби. Мора да ти го напишам за да знаеш како се чувствувам. Не баш добро, Фергус. Ситуацијава навистина е ужасна. Стигнавме! Стигнавме! Тој е принцот Скези. Само тој би се обидел со толку валкан тринк да влезе низ вентилацијата. Стигнавме! Пристани да прашуваш. Не можам да знам, Пенилинг ми го покрива видикот. Не е до мене. Имам големи коски. Требаше да одам напред. Не фала. Сум бил зад тебе. Не е баш толку убаво да бидеш на тоа место. Може да се концентрираме на тоа дека на Блајт и Расел им треба наша помош? Мислам дека напред гледам светло. Сега ќе стигнеме. Повлекување! Пепер! Тоа е реакција на стрес. Што да правам? Успеа. Песната имаше моги да го избрка злобниот принц. А сепак, таа ме прави осамена. Како што ќе бидам за секогаш. Трагична иронија. Копнем да го видам Фергус. Копнем и по храна. Ручек време. Но како да ризикувам прекинување на моето самонаметнато заробеништво? О, во ред, добро, сватив. Ви реков дека тоа ќе ја изнесе. Ау! Мила, добро си? Да. Мислам. Изгледа малку се занесов со книгата што ја читам. Само не сакам да ви ја пренесам болеста што ја имам. Ке се држиме подалеку од тебе, но ако си расположена, навистина ни треба твоја помош. Расел само што не заминал. Во прашање се само незгоди, но тој мисли дека е опасен по нас, бидејќи му паѓаат поцките. Леле! Би сакала да можам да се симнам и да ви помогнам, но тоа не е добра идеја во мојата состојба. И што да правиме? Покажете му дека не треба да се изолира, бидејќи работите не се секогаш како што изгледаат, а несреќата не мора да значи дека некој е опасен. Слушна? Бев зад тебе во вентилацијата. За малку ќе ми го запалеше носот. Тоа е опасност. Се прашувам дали да почекам да се вратат од каде и да отишле за да се поздравам со нив. Не, може би ќе боцнам некого. Подобро е само да одам. Расел, застани! Мора да чуеш зошто мислиме дека треба да останеш со нас и да не се изолираш. Значи, тука сме да ти покажеме дека секој може да биде опасност за другите, ненамерно, под вистински околности. Дури и ние. Земи ме мене за пример. Во секој момент мојата опашка може да одлета и да стане опасна. Упс! Нели немаше да правиме ништо опасно? Не сакав така. Беше случајно. Расел, фала што ме спаси од... Внимавај, моите боцки се полудени. Како да му се заблагодариш некому, а да не го прегрнеш? Мила, како се чувствуваш? Добро сум, тато, но мислам дека уште е подобро да останам тука, додека не сум сигурна. Кој воопшто ти кажа дека имаш некакво гери-бери? Интернетот? Ке влезам. Кои симптоми ги имаш? Па, кога гледам во компјутерот подолго од неколку часа, добивам главоболка. И очите ми солзат. А тука се и трите црвени дамки. Не е смешно, тато. Гери Бери е многу сериозна болест. Извини. Сигурен сум дека е, Мила, но тоа што го имаш ти, не е. Имаш акни. Навистина? Честитам на првото појавување. Другите работи се последица од долгото седење пред компјутер. Сакаш сладолед? Сега се чувствувам како будала. Не можам да поверувам дека мислев дека имам страшна болест. Баш ме интересира дали сум единствената што погрешно е протолкувала својата состојба. Го ценам тоа што го правите, но изгледа моите боцки секогаш ќе бидат проблем. Па мислам дека сепак ќе Стој, еже! Не одиш никаде за да бидеш сам за секогаш. Исто како што јас веќе нема да седам заклучена во собата. Побарав на интернет што ти се случува, Расел. Изгледа само ти паѓаат боцките. Без сомнеш. Затоа мислам дека е најдобро. Тоа е процес низ кој јажовите поминуваат неколку пати во животот. Ги губат своите боцки кога не сакаат, но тоа е привремено. Навистина? Да, само треба да бидеш многу внимателен додека не заврши.
а потоа се ќе се врати на старо. Расел, тоа значи дека можеш да останеш. Фала ви на сите. Изгледа работите се средија за двајцата. Ти немаш Гери Бери? Само акни. Како и твоите боцки, само привремено е. Па, баш ми е мило што и двајцата ќе бидеме добра. Да, изгледа малку претеравме. Но најдобро се е што никој не е во опасност. Ни ти, ни јас, ни нашите пријатели. Дури ни Фергус и Анабела. И кај нив е секако што треба. Па, што чекаме? Ајде!